Тетовскиот алпинист Надир Мурсели со години наназад ги освојува врвовите во светот, овој пат во функција на промотор на последните активности кои што се бележат во алпинизмот во земјава. Имено годинава се одбележуваат 25 години од загинувањето на морато на Еверест. Како планинарскиот клуб Љуботен и како македонските алпинисти ќе го одбележат овој настан? Денеска во 19 часот во Александар Палас во Скопје ќе се одбележи 25 години од првото искачување на Еверест, на највисокиот врв на светот. Какви се активностите за ова одбележување? Кој се ќе учествува на прославата? Во оваа организација сме јас и Сашко Кедев, јас како член на планинарски клуб Љуботен. Ќе присуствуваат сите членови на циклусот кој беше од 10 години на македонските експедиции и во една од последната експедиција, значи од Монт Еверест, каде што Димитар Илиевски се искачи со словенецот Вики Грошев и со хрватот од Хрватска Стипе Божич. За жал, како што знаете, дека Димитар не се врати од Монт Еверест, а Виктор Грошел и Стипе Божиш исто така вечерва ќе присуствуваат на прославата на јубилејот од 25 години. Планинарскиот клуб Љуботен, чии член сте и вие, е еден од најстарите планинарски клубови во земјава. Се вклучувате во целата оваа активност и посебно како планинарски клуб. Како? Во организации, експедиции, алпинистички активности, тоа ни се главни цели на клубот. Јас како член на планинарски клуб Љуботен сум алпинист и така во сите акции сум присутен. За утре организирана и посета токму на словенецот и хрватот на планинарскиот клуб Љуботен. Кога ќе се случи оваа активност? Они се гости утре на планинарскиот клуб Љуботен во 17 часот во просториите на клубот на планинарски клуб Љуботен. Утре значи ќе присуствуваат, ќе бидат во Тетово како гости на клубот. Активни сте во алпинизмот. Колку врвови досега имате освоено? Најзначајни ми се на Алпи, кои се во Европа, највисоки врвови, и до сега 10 врва над 4000 метри, и тоа првите 10 што се највисоки и така во склоп и најтешки може да кажем за искачување. Колку често сте на планинарските походи кои што ги организира планинарскиот клуб Љуботен? Колку времето ми дозволува. Јас живеам на Алпи во Швајцарија, така да кога имам време ги посетувам и така и акциите, како што годинава беше Титоврв, имав прилика да присуствувам на таа акција. Така. Гроше и Божиќ утре вечер се во Тетово. Дали ќе имате организирано трибина или само презентација на нивните активности? Пошто вечерва во Александар Палас ќе биде главната прослава и презентација на членовите од таа експедиција од 89-та година, затоа решивме да биде една мала посета на клубот од тие двајца членови од македонската хималајска експедиција од 89-та година. Тоа е голем настан, тие двајца се звезди во алпинизмот, така да ни е чест што утре ќе го посетат клубот. Има ли Тетово потенцијал за нови алпинисти од регионов кои што ќе се вклучат во светските алпинистички експедиции? Да, дефинитивно. Тетово има потенцијал. Шар планина ни е тука и не само Шар планина, имаме доста локалитети за качување во Македонија, како што се Карпи и планини. Мислам дека околу 70% во Македонија имаме планини, така да има потенцијал дефинитивно, а особено Тетово исто, со поддршка од планинарскиот клуб Љуботен. Ви благодарам и ви посакувам нови успеси и нови освоени врвови.